што е проблемот во неформалното образование? Проблемот во неформалното образование што ја го насетувам е дека одиме во еден пат на квалитет. Се повеќе центри се отвараат, а се помалку време се обрнува на самото образование, се повеќе само се печатат нови програми, а како што кажав не се обрнува внимание на самиот програмски дел, наставен дел, фонд на часови, ментори кои предаваат на академиите и тука ќе имаме сериозен проблем во иднина. И ќе биде голема штета ние да изгубиме релевантноста. Денеска е супер популарно, тоа е еден балон кој дефинитивно постојано се шири. Но тоа ширење јас сметам дека има една опасност, нели, нешто што се шири може да пукне. Ако ќе пукне, штетата ќе биде голема. Колку повеќе се шири пазарот, толку и за жал тоа што се случува на нашиот пазар, квалитетот на програмите паѓа. Идејата само по себе не значи ништо. Првиот чекор е најтежок. Тоест таа идеја што ја имаш да се охрабриш, да почнеш да ја реализираш. Кога ќе почнеш да реализираш идеја, све е веќе возможно. Така да најтешкото беше јас да направам сент на рекламата, на првата реклама дека јас правам курс по фотографија. Ја мислам дека тоа беше неколку неделна борба со самиот себе. Многу малку се гледа низ таа призма на волонтирање, на помагање, на давање на тоа што го поседуваш како искуство, како вештина. И тоа сметам дека е најголема слабост на оваа генерација. Тоа не значи дека нема исклучоци. Сето тоа го гледат само низ финансиски бенефит. И тоа е многу голема слабост, пошто има време да правиме пари. Ајде така ќе се изразам. Имаме време, имаш 20 години, не зависи светот од тебе. Можеш да создаеш нешто што ќе биде искуство за тебе, задоволство за тебе. Многу е важно прашањето што е успех, што е, мислам, супер есеи, например, на 1 септември. Јас да сум сега професор во средно училиште, ја тоа би им го дал есеј. Им кажам, ајде дечки да напишеме еден есеј, што е успех? И да видиме како го пресепираат успехот. Дали успех е количината на пари што ги создаваме или количината на среќа што создаваме. Кумот на Џолев и уметностите, тој е Леон Ристов, тој е студент на постдипломски студии на Колумбија Юниверзити. Разговарал со деканот на факултетот кој му соопштиле дека е примен. Се обидувам да го парафразирам Леон. Вика, ми зборува деканот и ја како он ми зборува, јас сваќам дека сум примен. Се уште не го изговорил тоа, али се што ми кажува надовестува дека ќе бидам примен на студии. Вика, прво нешто што се сетив е како ќе и кажам на мајка ми и како ќе ти кажам на тебе. Што се првите работи што јас веднаш се сетив. Така да нема ништо поблагородно од тоа да го чуеш. Сега се наежив. Факултетот е со мене супер ствари, мислам дека е погрешна тенденција што се вели, нели, дека не е потребно, може само со академија да може, ама има други вредности. Не е само тој, повторно доаѓаме до тој аспект на што помалку време, што помалку отпор, ја да влезам во индустрија. Образованието трае цел живот, нема тука месеци, нема 6 месеци, 10 месеци. И после нашата академија ние ќе помогнеме да се влезе во индустрија, ама образованието мора да продолжи. Јас се уште се образувам. Сите мои колеги што се брилјантни умови, секој ден се образуваат. Нема крај. Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Next Gen подкаст. Во неколку наврати во истиот овој подкаст спомнав дека како за најголем бенефит од сето ова што го правиме, го гледам самиот факт што спроти мене ќе имам за чест да угостам луѓе од кои мислам и знам дека има многу што да чујам и да научам. Истото тоа е денес изразен случај. Спроти мене седи Дејан Џолев, филмски режисер, визуелен артист, предприемач, основач на Скала, коосновач на Скала магазин, ментор, едукатор, активист. Доволно. Сигурно нешто или доволно. Здраво, Дејан, како си? Одлично, прекрасно, возбуден што сум тука. Посебно што те следев подкастот уште кога излезе и баш кога ми пиша, онака баш ми беше кејф што ќе имаме можност да си правиме муабет. И патам би сакал да те пофалам за све што го правиш и го правите со тимот, наистина он е
потребна оваква духовна, интелектуална храна. И многу е важно што го правите за вашата Фала ти. генерација и за следната генерација, затоа што ова што го правите не е само за денес, не е само за премиерното издание кој ќе излезе оваа епизода, туку ова е нешто што ќе остане после 2 години, 5 години, 10 години. Давате еден пример како треба генерацијата, младите, и не само младите, воопшто сите ние да придонесуваме кон подобро општество, да правиме нешто за општество. Не само тоа, и да подариме нешто за ова општество, пошто има една тенденција кај нас на нашите подкасти се зборува исклучиво за бизнис преку фонтот на пари кои сме ги произвеле, а многу малку се збори за некоја општествена вредност, една пошироко добро. Така да секој често го правите. Уште еднаш Ама фала ти. долго. Да. Фала ти многу за убавите зборови. Фала ти за тоа што се одзва без никаков проблем да бидеш дел од сето ова. Се надевам дека ќе имаме можност за еден конструктивен разговор пред се и дека ќе оставиме некоја вредност со овој подкаст. Се надам. Спомнав доста улоги во најавата. Филмски режисер, предприемач, едукатор, активист. Во која улога највеќе си периодов? Да почнеме од таму што се случува сега. Така, Па да влеземе во подлабоки теми. Дефинитивно тоа што во моментот е актуелно е менеџирањето на активностите во Scala School, во школата за дизајн, така да тука сум најактивен во моментот, така да можеме од тие што ги набре да кажеме во предприемашкиот дух. Но секако тука е мојата улога како ментор, како едукатор на дел од академиите за дизајн. Конкретно јас сум ментор на предметот фотографија. Но секако тука е онаа мисија што веќе ја спомнавме, активистичка преку Scala Magazine, како главен уредник на Scala Magazine. Тоа е платформа, студентска платформа за дизајн и современа уметност. Тука се екипираме една екипа ентузијастична и правиме тоа што го правиме, верувам ќе најдеме простор да продискутираме и за тоа пошироко понатаму. Така да најверојатно предприемаштвото во оваа фаза од животот е нешто што ме отсликува, но и секако и авторството. Секогаш сум активен како автор, независно дали е тоа филм или фотографија. Постојано се трудам да украдам малку време, нели, за себе и за моето авторство. Се задржавме кај предприемништвото. Кога сме веќе таму, би сакал да отвориме приказната од каде Џолев се најде како предприемач, како влезе во таа улога. Дали се гледаше некогаш како предприемач, бидејќи твојата позадина е претежно од креативната индустрија, како го направи тој исчекор спрема предприемништвото, да земеш, да отвориш школа понатаму, да ја развиеш и да дојде моментот ден денес, каде што сте како Scala, претходно Џолев и уметностите, тоа да споменеме, Џолев и уметностите моментално ребрендирано во Scala School. Како влезе на тој пат? Што беше, кој е приказната тука? Малце есеиски. Многу лошо почна мојот бизнес аспект. Јас се сеќавам како многу мал имав еден братучет, живеевме тука куќа до куќа и во тоа време многу беше популарно да имаме беџови, да шиеме на ранци, на јакни. Една вечер ми вика, слушај, сега ја имам, не знам, 50 беџа, за импровизирам со бројката, земи ги ти овие пола, ја овие пола и ќе одиме од куќа на куќа ќе ги продавам. И мен толку ми беше незгодно, толку ми беше срам, си викам како се додам да звонам на некој, па да... И отидов дома и на моите, мајка ми или на татко ми викам, слушај, ми требаат 100 денари со другарите ќе одиме на флипери. И одам кај братучет ми, после саат време се наоѓаме на збирно место во канцеларија. И му викам, јас нели нормално земав 2-3 беџа, ги ставив во џеб, наводно тие се продадените, викам продадов 2-3, еве ти 100 денари. Така да мојот смисол за бизнес. Fake it till you make it беше. Не беше баш многу успешен стартот. Но од секогаш бев создавач и се уште тоа ми е најдрагата особина што ја имам, тоа е да бидам создавач. И нормално од дете ги создаваш игрите, ги создаваш друштвата, па дури и правилата на новите игри.
па преку тоа во тинејџерството создаваш нешто друго, а конкретно Џолев и уметностите се случи спонтано, не беше тоа бизнис план промислуван. И ја верувам дека многу од бизнисите најчесто се некоја инстинктивна желба и успехот не е според она што ние точно сме го зацртале во нашиот бизнис план. Некогаш најголемите успеси биле случајни интервенции, нели, во целиот тој маркетинг план, активности и така натаму. Така да Џолев и уметностите беше екзистенционална потреба, ја би рекол. Долго време работев в маркетинг, во неколку маркетинг агенции и дизајн студија, и некако тој свет почна да ми стана премногу напорен. Ја бев, секогаш сум велел дека сум дете на улица, тоа во некоја позитивна смисла, дете кој сака да истражува, дете кој е поблизок до вистински вредности, до вистински емоции. И така да тој маркетинг свет за мене стана веќе просто што ме гуши, креативно ме гуши. Ке си дозволам во тоа време, велев на другарите, сега не би се изразил така, али ќе го употребам тој уличен жаргон, велев, брат, јас сум креативна проститутка, знаеш. И ми пречеше од економски аспект тоа беа добри времиња и не беше тоа никаков проблем, но за мене беше духовен проблем. Не чувствував дека веќе припаѓам на таа сцена. И на 28 години си дадов отказ, излегов од тој свет. Иако имав добра позиција, добар статус во тој свет, за повторно се запишам на факултет, тоа се запишав на факултет за драмски уметности, филмска режија, и тоа беше најдоброто оправдување зошто си одам од таму. Знаеш, секогаш кога правиме големи промени мора да имаме голема причина. И некако образование секогаш е добра причина за да те разберат можеби најблиските, на крајот од денот и ти да се разбереш сами од себе. Нели, излегувам од оваа индустрија со цел повторно да се образувам. И сега проблемот настана што тоа се редовни студии, значи не се вонредни, мораш да си таму секој ден, секој утро, од утро до доцно пладне, имаш домашни, имаш семинарски, имаш испити, а сето тоа ме ограничи дека јас морам да работам за време на викенд. Значи морам да заработувам за време на викенд, и така се роди курсот по фотографија. Така сватив дека ја имам таа вештина, знам да предадам знаење, ајде да направам еден курс каде што ќе ми помогне, нели, економски да преживеам некој временски период додека не се сменат повторно некои нови околности, нели? Во тоа време ние имавме еден клиент што го работевме, тоа беше ПСМ фондација, се уште постојат и во тоа време правеа одлични работи, верувам и денес прават одлични работи за младите. Имавме тоаш одлични услови да користиме нивни простори, да ни помогнат во сметководство, во правни работи, во финансиски работи, во маркетинг, ги користевме нивните мрежи и што беше најбитно простори. Јас се познавав со нив, како што кажав, од маркетинг, ни беа клиенти и отидов кај Љупчо, тоаш беше Љупчо Деспотовски, ако не се лажам, директор на ПСМ фондација и инкубаторот. Ми реков, Љупчо, јас сакам да држам тука курс по фотографија. Ми рече, Џолев, окей, имаш просторија, ќе помогнеме ова, се што е потребно, нели, од тој правен аспект, маркетинг аспект, финансиски исто така. И тоа беше навистина мал финансиски процент што одеше за нив. Навистина беззначајно. Стварно нудеа можност. Имаш идеја, дојди развивај. И јас ја искористив таа можност, бев таму, ја развив таа програма, но тоа траеше многу кратко. Можеби траеше 1 година и тогаш веќе сватив дека, пошто меѓувремено развив и други програми за обработка на фотографија, филмска режија, филмски актер, почна да ме бараат луѓе затоа што некако одекна популарно. Тука збориме и за време кое се уште нема бренд. Тука нема бренд. Сите го вика кај на курс, одам на курс кај Џолев. За која година зборуваме точно почетоците? За 2012. Значи тоа е почеток на 2012 февруари месец. Така да немаше ни бренд, немав ни намера тоа да биде бренд, тоа беше едноставно желба, кејф, љубов, а исто така имав и финансиски бенефиции од сето тоа. Можев да живеам со еден ден работа во неделата. Но кога излегов од ПСМ фондација и инкубаторот, тоаш веќе
работите беа поинеки. Требаше простори, требаше прв човек да се вработи и веќе беше нека стартап форма. И требаше да се роди бренд. Застанавме на 2012 година, почнувањето на Џулев и уметностите. Моментално сцената на неформалното образование може да се каже дека е во некој пораст. Ме интересира да ми ја доловиш сликата 2012 на неформалното образование во Македонија, во Скопје. Како и да е. Како изгледаше тогаш се? Колку академии, како изгледаше сето, склопот, за разлика од денес? Некоја паралела. 2012 година се уште ги немаше овие популарни форми на академии. Тоа се уште популарни беа курсеви, обуки, некои такви помали формати на едукација. Така да оваа форма што денеска е популарна, тогаш не беше позната или ни беше позната, али се уште не беше на пазарот така популарна. Иако денеска е супер популарно, тоа е еден балон кој дефинитивно постојано се шири. Но тоа ширење јас сметам дека има една опасност, нели, нешто што се шири може да пукне. Ако ќе пукне, штетата ќе биде голема. Сега зашто сега ова го начнувам? Затоа што ширење на нови формат на образование не значи дека и тоа е добра вест. Колку повеќе се шири пазарот, толку и за жал тоа што се случува на нашиот пазар, квалитетот на програмите паѓа. И ајде, можеби ќе префрламе на приказна со формалното образование и кој е твојот став да те прашам за приватното образование? За квалитетот на приватното образование. Збориме за приватни факултети? Да. Што е прво нешто што одма ќе се сетиш, што сите прво го кажуваат? Дека дипломата се купува. Така. Да, значи тоа е првото нешто и тоа е проблемот на приватното образование кој самите си го создадо. Не им го создаде никој. Значи самите си го создадо. Да не навлегуваме во причините. Иако јас имам одлично искуство во приватно образование, например, јас исто така имам студирано графички дизајн на Европски универзитет, имам таму дипломирано графички дизајн, јас имам прекрасно искуство. Прекрасно. Дури да не речам и најдоброто моје образование сум го стекнал токму таму. Но која е твојата асоциација? Ти велиш дека дипломите се купуваат. И тоа е така, тоа не е всушност, се извинувам да не кон колегите. Тоа не знам дали е така, но мислам тоа е така народно, нели, градски, прифатено. малски прифатено. Сега, што е проблемот во неформалното образование? Проблемот во неформалното образование што ја го насетувам е дека одиме во еден пат на квалитет. Се повеќе центри се отвараат, а се помалку време се обрнува на самото образование, се повеќе само се печатат нови програми, како што кажав, не се обрнува внимание на самиот програмски дел, наставен дел, фонд на часови, ментори кои предаваат на академиите и тука ќе имаме сериозен проблем во иднина. И ќе биде голема штета ние да изгубиме релевантноста и ние ќе имаме сериозни проблеми кога дечките и девојките кои имаат потреба од образование утре тоа да го кажуваат за нас. Колку сме блиску далеку од таа слика? Што може да се превземе, веќе кога почнавме да збориме, може и да довршиме, што треба да се превземе во тој дел, како да се призна, да се даде некоја важност, одлика, позитивна, добар муабет градски, што би се рекло, општествено, за академиите, да се долови вистинската вредност која тие несомнено ја нудат, да не заврши на муабетот со приватните факултети. Што е тука чекорот, ти како активен учесник во таа сцена, во таа индустрија? Тоа се не може да го видат студентите. Знаеш, кога треба да поминат неколку генерации за да сватат студентите. Сега испаѓа дека јас си правам лоша реклама за мојот бизнес, ама јас нели сакам да зборувам искрено и сакам да зборуваме еве кога го начнавме овој проблем критички кон таа сцена. Иако јас имам супер мислење за неформалното образование, затоа и се бавам, верувам во неформалното образование и затоа се бавиме ние во неформалниот сектор на образование. Сега, треба да поминат неколку генерации за да сватат дека тоа што го научиле не им е применливо. И тука ќе почнат првите проблеми. И тие проблеми ќе ни наштетат на сите. Ние имаме, ајде да збориме терминолошки, нешто што исто така се залагаме, терминологиите да имаме правна една легислатива за терминологиите кои ги употребуваме ние во неформалното образование.
затоа што во моментов е едно тотално безредие. Например, имаме академии кои сами по себе не се дефинирани што значи академија. Нели? Каква едукативна програма може да се нарече академија? Тоа правно не ни е регулирано во оваа наша држава. И тоа јас сметам дека треба ние да го регулираме, за да се заштитиме, нели, и за да се подобруваме. Еве ајде да речеме се повторно како некоја хипотези или како еден пример, предлог, ајде да речеме дека академија е нешто што треба да се одржи фонд на часови од преку 300 или преку 400 часа во една година, нели? Тоа е нешто што ние се залагаме. А тука е и најголемиот проблем, не случајно го спомнувам фондот на часови, ние имаме академии кои имаат 80, 90, 120 часа. А тоа се наши курсеви, кај нас во. И се не сакам да се претвори во маркетинг, постои едно опасно сега да не преминеме во маркетинг, али се надевам дека не преминуваме во таа зона и збориме за проблемите кои можат да настанат во неформалното образование. А тоа е студентите со тек на неколку генерации да сватат дека тоа што они го учеле, што посветиле една година, што издвоиле буџет, издвоиле време, им е неприменливо во индустрија. И тука ќе настане проблемот. Затоа ние се стремиме постојано да имаме потребен наставен кадар, што може тоа да го нели во целост да го спроведе како наставна програма во број и фонд на часови што се потребни за да се совлада таа материја. И тука е нашата најголема борба во најтешката битка ни е тука да обстоиме, да го задржиме квалитетот, затоа што дефинитивно има нелојална конкуренција, а под нелојална конкуренција мислам на буткање на фонд на часови, буткање на квалитет, а повторно го содржи тој избор нели супер популарен академија. Академија. Спомна пред малце антиреклама. Ајде да влеземе во реклама, сега би сакал искрено. И сметам за одговорност моја бидејќи вчера може да се запознам со дел од вашиот тим, со вашите простори, со колективот на Џолев и уметностите, тоа е Скала. Што е тоа што го нуди Џолев и уметностите Скала денес? Веќе не се споредуваме со другите, може да оставиме тоа на страна, мислам дека доволно јасно и критички во некој дел си беше скроз коректно, јас како го доживав ова твое излагање. И мислам дека така ќе увидат и гледачите. Сега може конкретно за бизнисот. Џолев и уметностите. Да, Џолев и уметностите постоеше како бренд до 10-та година. 10-та година имав желба, тоест подолго време знаев дека тоа ќе се ребрендира, но некако беше симпатично на тој јубилеј од 10 години да го промениме, затоа што школата веќе тие два термина не беа во функција. Ниту Џолев беше веќе школата, веќе одамна не беше Џолев школата. Туку школата имаме ние активни 50 на ментори кои најмалку сум јас, а тоа некако беше врзано за мене, а од друга страна ние сме школа за уметност. И тоа веќе и самиот и тој термин не беше во функција, затоа што ние сме школа за дизајн. Меѓу другото и прашањето ако можам да го одговорам, школа за дизајн, каде што има академија за графички дизајн, за веб дизајн, за UX дизајн, моден дизајн, интериер дизајн, продукт дизајн, визуелни уметности, фотографија и така натаму. Значи една поширока палета каде што уметност како термин веќе исто така беше неиздржлив. А инаку Џолев и уметностите настана сосема случајно како термин на една пауза од неколку курсеви, имаше тука дечки девојки собрана пауза од филмски актер, од фотографија, од кроење, шиење, курсеви. И Леон Ристов, кој ми е денеска многу драг пријател, другар, студент на филмска режија, магистарски студии на Колумбија универзитет, ја согледува таа ситуација на многу различни курсеви и вика, ова е Џолев и уметностите. Као многу уметности на едно место. И ја бев присутен, го слушнав тоа и си кам, вау, ова е супер, као, нели, адекватно и оригинално. Да. Али дефинитивно тоа не функционираше и ете символично кога направивме 10 години се ребрендиравме во Скала School. Така да тоа е нашата експертиза, тоа е нашиот продукт, тие се најважните академии што ги нудиме на дечките, девојките кои имаат потреба од доквалификација, преквалификација, започнат кариера во креативни индустрии и се понатаму мислам дека е лошо да не звучиме рекламно, секако може да не најдат. Така да
може да се позборуваме за Скала неки Скул за сите. Али Куцајте сега пауза Скала Скул да видите која програма ќе биде адекватна за вас. Сигурно ќе пронајдете нешто. Фала ти, Ѓорги, за просторот што е одвои простор да го спомнеш и тоа, али да не одиме во таа насока. Апсолутно. Тука ќе престанеме, ќе се вратиме на нешто што застанавме. Доста луѓе сакаат да слушаат како се градела одредена приказна во смисла на бизнис и слично. Застанавме во 2012 година првиот курс кој бил под инкубатор, под ЕС инкубатор. Да. Курс за фотографија. Како се развива? Може ли да се вратиме на тој пат да пробаш да се сетиш? Што е првата академија, понатаму курс? Како се развива целиот склоп на Џолев и уметностите во тоа време? Така. Малце тој пат да го поминеме. Мислам дека ќе биде интересно на гледачите. Па знаеш што е најтешкото и најзначајното? Идејата само по себе не значи ништо. Се согласувам. Постојано имаме безброј идеи. Најтешкиот чекор е првиот чекор. Првиот чекор е најтежок. Тоест таа идеја што ја имаш да се охрабриш, да почнеш да ја реализираш. Кога ќе почнеш да реализираш идеја, све е веќе возможно. Така да најтешкото беше јас да направам сент на рекламата, на првата реклама, дека јас правам курс по фотографија. Ја мислам дека тоа беше неколку неделна борба со самиот себе. Вистина беше така, и сега ме подсети одамна да се немам сетено, но неколку недели јас имав спремно се, значи банери, флаери, нели, све што да ќе излезе како дигитал и све како печатано, но да го стиснам копчето сент и да кажам дека јас со таа и таа дата ќе има простор, нели, да се одржи првиот час по фотографија, тоа беше неколку неделна битка со самиот себе, да се охрабрам на тој чекор. Затоа што најголемиот страв дефинитивно е стравот можеби од неуспех, дали тоа ќе помине, дали тоа ќе има интерес, што ќе се случи, дали сум доволно добар во тоа. Значи постојат многу аспекти кои те загрижуваат, нели, дали таа идеја ќе успее. Додека и преги баш и го начнавме прашањето, идејата за академиите настана малку подоцна, нели, спомнавме од кога тоа е актуелно. Настана подоцна затоа што ние во нашата школа веќе имавме преку 20-30 курсеви. Од сите дејности имавме курсеви од дизајн графички, до фешн дизајн, до интериер дизајн, фотографија, како што спомнавме, нели, првата програма, и тоа бе преку 20-30, па дури предавање за психологија, естетика, филозофија, со професорот Сидовски од Корчаѓин. И ние свативме дека можеме и имаме капацитет да сите овие програми да почнеме да ги сместуваме во, нели, во некој сите овие курсеви, нели, да одвоиме и да ги споиме во некоја логична програма, поголема програма која ќе служи повеќе за, нели, професионална доквалификација и преквалификација. Затоа што курсевите и обуките повеќе беа во форма на забава, хоби, релаксација за викенд, нели, да се опуштиме и да научиме некоја нова вештина. А свативме дека сите овие курсеви кои ги собереме на едно место може да помогне на некој, нели, да си ја смени кариера, да си ја промени животот. Тоа е, значи, некоја 2015 година, каде што почнавме да ги развиваме првите програми, а веќе 2016 година во соработка со СЕДЦ, СЕОС едукативен центар, ги започнавме првите академии за графички дизајн, тоест визуелни уметности, и академијата за моден дизајн. Така да тоа беше една соработка на два едукативни центри, тоеш ја започнавме приказната со академиите. Значи прво беше графички дизајн, визуелни уметности и моден дизајн. А потоа, после 2 години, свативме дека сакаме да продолжиме сами и продолживме да ги работиме и сами академиите. Под брендот Џолев уметностите, па потоа под брендот Скала Скул. Преска ти спомнав дека сакам да те прашам за Скала, но да почекаме да почне камерите. Како дојде до името Скала? Скала всушност беше први ние развивавме дигитална платформа за дизајн и современа уметност во рамки на школата Џолев уметностите. Тоа беше потреба за студентите некаде да
го артикулираат својот став, сеедно дали преку визуелна работа, преку дизајн, фотографија или преку пишан текст. Значи простор за нашите студенти практично да работат, а истовремено нели да помогнеме и на сцената генерално. Јас се сеќавам баш на еден онлайн состанок, тоа беше време корона и спремив, не знам, тетрадки, книги, записи, идеи, треба да смислиме име. И почнуваме онлайн состанок, што беше нели како што спомнав корона време, што беше многу добар период, ова чисто како еден блиц, многу добар период за креирање на нови нешта. Пошто идејата за магазин, како што е Скала, тлееше со години кај мене. Но немавме, прво на почетокот немавме доволно технички капацитет за да направиш медиум, пошто Скала, меѓу другото, Скала.мк е медиум, или? Немавме доволно технички капацитет, немавме доволно интелектуален капацитет. Но со школата сите овие работи ги имавме, ама потоа немавме па време да го реализираме. Пошто имаш една екипа огромна од ментори, имаш една огромна армија на креативци, тоа се студентите, но немаш време. И короната беше одлична позиција каде што сега, нели, ајде да го направиме ово. И тоаш почна состанокот со Крсто и Златков и Кристина Крагуевска, кои се коосновачи на Скала магазин. И Крсто вика, јас ќе почнам прв, имам еден предлог Скала, и тука заврши состанокот. Ја и Кристина останавме, па тоа е тоа. Пошто како метафора е, нели, одличен Скала како качување, одлично звучи и многу брз, многу едноставен состанок. А сигурен сум дека тоа секогаш не е најголемиот проблем. Како да се вика брендот, нели? Цело време се размислува тоа. Исто и јас го имав тоа размислување. Како, што, зашто? За разлика од подкастот Будење, што го правев едновремено и што наскоро ќе го продолжиме, тоа ми беше Будење како терминологија, па ми е многу близок, интимен близок, како метафора. Исто тука немав проблем. Али за се друго во животот сум имал многу проблеми. Зборев ми за Џолев и метностите. Ниту јас сум кумот, а можеби 2 години немаше име. А школата функционираш. Така. Кога дојде идејата за ова, до мене имам печатено издание на Скала магазинот. Можам да искористам прилика и да го покажам, бидејќи има преубава насловна страна. Може се уште да се купи ова, да се нарача, дали може некој други? Ти ова ми го поклони, фала ти за подарокот. За жал уживање ги разгледав и двете. За жал веќе ги немаме во продажба, тие се печатеа во 500 примероци и двата броја. Имаме уште многу мал број за што ни остана веќе за блиски пријатели кај што сакаме да подариме, како нели во случајот кога ние се запознавме физички. И така да од третиот број ќе можат така сите што се заинтересирани за дизајн и современа уметност. Али пред се ова го правиме за личен кејф. Ова е нешто што сметаме дека е добро да остане како пример за дизајн, пред се за дизајн, пошто тоа е нашата професија. Како треба да изгледа едно печатено издание од аспект на содржина, фотографија, илустрација, хартија и сите други, нели, технички, креативни, интелектуални аспекти за еден ваков продукт. Овој продукт да го правиме комплетно со студентите, се екипираме неколку месеци, а е истовремено еден сублимат од најдоброто од последната година што сме го објавиле на дигиталната веб страна на Скала.мк, колумни, есеи, ставови, интервјуа, но полу од списанието е автентичен материјал кој е направен исклучиво за самото списание. Така да тоа представува магазинот. Тука нема никаква економска логика. Ова е супер нешто што не носи од економски аспект во минус, но како што кажав, нас многу е значајно не само економскиот, туку што ние правиме за нашиот град, за нашата генерација, за генерацијата после нас. Така да сметам дека е многу важен подарок, барем од наша перспектива, можеби за некои луѓе е неважно, но за нас тоа не прави живи, тоа не прави да се будиме со вајле, да размислуваме, да збориме, да се сретнеме, да размениме ставови, размисли, емоции за уметноста, за културата, за сите општествени препреки. Да. Ајде тогаш да те прашам,
какво е твоето мислење за нас милениумците, кои веќе јас паѓам по таа генерација, или после голем дел од студентите, претпоставам, прилично голем број сега завршуваат со факултет, се запишуваат на академија или обратно. Какво гледиш имаш ти на оваа генерација? Спомнавме вредности, оставање вредности, приватно вчера зборувавме за некои други сегменти, како емпатија, етика. Што се случува тука? Да отвориме, можеби таа тема на некој начин, да спомнеме во која насока одиме, дали сме свесни, ти како некој поискусен можеби, што би ни порачал на нас, јас ќе се ставам во таа сега улога? Па, кои се карактеристиките? Так. Може прво да почнеме од тоа. Так. Што ги согледуваш? Карактеристиките се, иако ја постојано сум со твојата генерација, јас буквално секојдневно на неделно ниво сигурно сум со преку 200-300 дечки и девојки кои се на возраст од 18 до 28 години. Така да ми е многу блиска генерација. Секако тука секоја генерација се носи позитивни и негативни модлики. Јас секако моја задача како ментор меѓу другото е да бидам секогаш критички расположен. Јас сметам дека само преку критика можеме да коригираме одредени процеси, идеи, што и да. Тоа што сметам дека можеби фали на оваа генерација, но исто е многу битно од која перспектива збориме. Можеби контекстот во кој јас сум растал, тоест друштвото во кое јас сум растал, било проактивно и тоа е слика као за целата моја генерација. Јас сум сигурен дека мојата генерација не била сета проактивна, нели? Али зборувам за моето тесно друштво. Моето тесно друштво во времето кое јас сум ги имал тие години, од некои рани тинејџерски па се до некои средни зрели години, дефинитивно се оцекувало со многу проактивност, каде што немало никаков бенефит освен задоволство. Освен задоволство. А тоа задоволство било затоа што, повторно ќе кажам, правиш општо добро. Од било каков аспект, било каква акција. Збориме дури за акција од типот да го исчистиме малото, да засадиме дрво, да помогнеш на немотни лица или да направиш некоја акција со луѓе кај што сите луѓе ќе бидеме среќни и задоволни, не знам, како што кажавме на почетокот, да собереме да играме баскет. И се до тоа сме го правеле, пак ќе кажам, моето друштво, не мојата генерација, тоа е многу важно, сме го правеле само од личен кејф, од лично задоволство. Тоа што го забележувам во денес е дека многу малку се гледа низ таа призма на волонтирање, на помагање, на давање на тоа што го поседуваш како искуство, како вештина. И тоа сметам дека е најголема слабост на оваа генерација. Тоа не значи дека нема исклучоци, има брилјантни исклучоци. Скала магазин, списанието и веб платформата е резултат на тие исклучоци, кои волонтираат, кои го даваат своето време, кои го даваат своето искуство и знаење техничко, интелектуално, за да создадат нешто што утре ти да отвориш, да прочиташ некаква колумна или некој интервју или да видиш некоја добра фотографија, нели? И да се чувствуваш пријатно или да се чувствуваш добро, така, или да добиеш некоја нова информација. Така. Но тоа сметам дека вака како генерално таа пасивност постои. Но пак ќе кажам, ова е сега многу критички и од една перспектива на едно мое друштво, а не на моја генерација. А дефинитивно се многу поотворени, многу пожедни во однос на идеи, визии, ама за сите тие идеи и визии е потребно акција. Како што кажавме пред малку, идеи има многу, но чекорот за остварување е таа скала по скала. Тоа постојано бдење над идеите. Тоа што го правиш ти. Зошто го правиш овој подкаст? Вака на прва го правам за да остави некоја вредност, за да имам, како на стартот што кажав. Првично, најголемиот предизвик ми беше тоа да седнат спроти мене луѓе како тебе, од кои што има што да слушнам, да научам нешто
истото да го склопам во некој продукт, во некој концепт, да го оставам и со намера да остави позитивен импакт и некоја вредност. Тоа е битното и тоа е тоа што недостига, затоа што многу често генерациите со кои имам контакт, сето тоа го гледат само низ финансиски бенефит. И тоа е многу голема слабост, што не има време да правиме пари, ајде така ќе се изразам. Имаме време, имаш 20 години, не зависи светот од тебе. Можеш да создаеш нешто што ќе биде искуство за тебе, задоволство за тебе. Но ја верувам дека и медиите си го прават своето. Повторно ќе се навратам на еден муабет преги што го начнавме. Јас на подкасти постојано гледам кој колку пари направил. И насловите се потенцираат на тоа, кој колку лајкови, кој колку пари остварил. My first million. Мислам, и тоа се тие вредности што се продаваат и најверојатно тоа ги фаќа, нели? Ние сме резултат на што? На тоа што го пласираат нашите медии. Исто е тоа. Истото сакам да те прашам на некој начин да застанам во одбрана на младите. Спомна дека се доста помалку заинтересирани за волонтерскиот дел. Дали мислиш дека и тие кампањи, тие подкасти, тие каде што се спомнуваат плати, пари, кој како стигнал до пари, дали тоа влие на младите? Дали е тоа најголемата причина зошто они некој си вика и сега само ми излегуваат реклами, овој зима толку пари, овој прави она, сега зашто јас би правил нешто што мислам дека треба да правам и што осеќам кога ми се наметнува таа слика. Па секако ја користат и дел можеби и од неформалното образование некои институции каде што се наметнува голема плата, изразита дупло поголема од можеби просечната плата и повеќе од дупло просечната плата во Македонија, па се наметнуваат вредности кој колку заработува, дали е тој притисок што ги затвара младите и си вика па зашо јас да работам за џабе, овој зима 1000 евра плата, овој прави 10.000 евра од подкаст. Дали е тоа тука е? Па тоа е системот на вредности што се пропагира и апсолутно тука сметам дека е можеби најголемиот проблем. Едноставно тоа го гледаме дека е успех. Многу е важно прашањето што е успех, не? Што е, мислам, супер есеј, например, на 1 септември. Јас да сум сега професор во средно училиште, ја тоа би им го дал есеј. Не, би биологија да предавам, ќе им кажам, ајде дечки да напишеме еден есеј што е успех и да видиме како го пресепираат успехот. Ова е всушност супер и ќе го искористам и за предавам фотографија и ова ќе им го дадам на моите студенти и ќе збориме за што е успех. Дали успех е количината на пари што ги создаваме или количината на среќа што создаваме. За мене, ако можам се јас да се надоврзам, успех е задоволството и муабетот со самиот себе кој ќе си го направиш навечер кој ќе си легнеш да спиеш, оние последни 5 минути пред да заспиеш, тоа чувство е успех, а тоа не може да се купи со пари, знаеш. Така да дефинитивно системот на вредности кој се пропагира, повторно ако може да го заклучиме, сметам дека е погрешен, но тоа е мое мислење, тоа не значи дека е алтернативна вистина и сметам дека затоа сум тука, затоа постои магазинот, така, затоа го правиме село што го правиме. Така е, за да пропагираме други вредности. Така. Со ова не напаѓаме никој. Океј да се зборат теми, бизнис теми, тука спомнавме предприемништво и све тоа подразбира и успех. Едноставно многу прелесно, премногу вау ефект ствара тоа кога се зборува за пари, кога се зборува за Ама види се да не се дали тоа е подрачјата наше можеби задолжено малце и Ама парите се многу битни, сега да не ја забегаме ние во друга насока. И кај нас на работа луѓе доаѓаат за да заработат, за да бидат среќни првени од економскиот аспект зашто некој би работел. Ама се збориме за next generation и онаа рана фаза на зрење и на искуства не треба да се гледа низ призма на финанси. Значи, дефинитивно сметам дека младите треба да се фокусираат на што повеќе волонтирање во најразлични акции. Тоа искуство што ќе соберат, тоа ќе им донесе пари еден ден. И многу битно, да го работат тоа што сакаат да го работат.
Затоа што финансиите се само позитивна последица на вложениот труд, време, љубов и образование. И тоа е тоа. Тие ќе си дојдат. Тие не може да не дојдат. Тоа е дефинитивно само последица на целиот труд. Така. Мислам дека убаво ја опфативме темата. Би сакал да те прашам, вчера дознав под разговор со тебе дека доста студенти по завршувањето на факултет, дека и моментално сега почнува за некој ден новата генерација на студенти во овогодинешната во Скала. Ме интересира од твоето искуство како едукатор, што е тоа што го гледаат како плюс што ќе го добијат на академија, што не го добиле за тие 4 години студии? Од твоето искуство лично, како твоите групи, како едукатор, ова да ми го одговориш. Непосредна пракса. Ние директно работиме, ние како ментори сме таму, како дел да сме од самите студенти. Значи непосредна и постојана практична работа, интензивна и програма која е во постојано менување според потребите на индустријата. Факултетите го имаат тој недостаток на бавно менување, бавно прилагодување на наставните програми. Ние буквално од година во година ние ги менуваме во комплет, не само наставата на еден предмет, туку предметите. И тоа е многу битно. Значи прилагодување на наставна програма според потребите на индустријата. Тоа е најважното и непосредната работа, практична работа со студентите, постојано преку пракса. И тоа е нешто што за жал не можеме да го добиеме во формалното образование. Од друга страна, формалното образование има еден голем гап со индустријата. Значи тие како да се тотално две различни, а тие зависат едно од друго. Тоа што неформалното образование, сега најде да не зборам во име на Скала, ќе зборам во име на целиот бизнис, вклучително и сите други неформални центри, тоа што неформалното образование постојано се стреми е врската со индустријата. Нели ќе забележиме дури и по рекламите, сите неформални центри ветуваат и се стремат да ги вработат своите студенти. И тука се гледа, нели, квалитетот на образованието се гледа каде се нашите студенти. И така да тоа е дефинитивно најголемата предност на неформалното образование. Блиска релација со индустрија, блиска комуникација со индустрија, креирање на програми според индустријските потреби и дефинитивно многу практично, интензивно образование. Така. Спомна каде се студентите, ме интересира да споделиш некоја успешна приказна. Каде се студентите од тоа време на Џолев уметностите, сега на Скала? Тоа. Каде ги гледаш? Што работа, што прават? Тоа е просто невозможно да се издвои во ваква форма, затоа што навистина станува збор за огромен број на студенти. Навистина огромен. Тоа веќе 12 години ние буквално имаме случаеви каде што ние кога ќе отидеме во некоја маркетинг агенција или дизајн студио, па дури и модна конфекција, ние не можеме да престанеме да се поздравуваме со вработените затоа што тие потекнуваат од нашата школа. Или првите чекори ги почнале во нашата школа, преку нашата школа се вработиле во компанијата, таму веќе имаат кариера од 5-6 години. Че ние кога ќе влеземе во компанија сигурно се познаваме со 5 до 10 луѓе, затоа што тоа се наши или мои поранешни студенти, така да просто е невозможно да се издвојат успешни приказни, тоа се навистина стотици. Но секако тука има многу мои интимни, да кажам, приказни. Преска баш го спомнав креаторот, тој кумот на Џолев и уметностите, тој е Леон Ристов. Кој што спомнав, тој е студент на постдипломски студии на Колумбија Универзити. И сега ќе споделаме на наша интимна приказна. Он кога разговарал со деканот на факултетот, кога му соопштиле дека е примен на факултетот, и ми рече вака, вика, додека зборува, се обидувам да го парафразирам Леон, вика, ми зборува деканот, и како он ми зборува, јас сваќам дека сум примен, се уште не го изговорил тоа, али се што ми кажува е надовестува дека ќе бидам примен на студии. Вика, прво нешто што се сетив е
како ќе и кажам на мајка ми и како ќе ти кажам на тебе. Што се првите работи што јас веднаш се сетив. Така да нема ништо поблагородно од тоа да го чуеш. Еве сега се наежив, кога тоа ми го кажа, ја буквално се расплакав. Мислам, тоа е неверојатен комплимент. Кога еден твој студент ќе каже дека нели се сетил на мајка му и на тебе како ментор. Тоа значи колку јас како ментор и ние како школа сме придонеле за неговото понатамошно образование, пошто одлучи понатаму нели да образува. Така да еве една анегдота, една интимна приказна од колку е убаво и колку е благородно да се занимаваш со образование. Посебно тоа е една супер позитивна енергија. Ние кога одиме на работа или на предавање, тоа е еден џагор од креативна енергија која пулсира, од еден куп креативци жедни за нови искуства, за знаење. И наистина е презабавно и презаразно да се бавиш во образование. Иако вака може звучи досадно, нели? Како индустрија, но навистина е огромна привилегија. Јас како што кажав, не беше тоа бизнис план, мислев дека таа приказни авантура ќе биде многу кратка, додека студирам на факултет за драмски уметности, а испадна еве 12 години јас сум заразен тука и мислам дека ќе биде уште многу долга приказна, затоа што нели формите на образование се менуваат, и ние имаме други идеи. Приказната станува се поголема, поширока, кејфот е голем, а приказки еден тон. Така. Би сакал да не ја запоставим и страната, доста обсежно. Речи си еден час сме во неформалното образование и општо во образованието. Би сакал за една друга страна од тебе, што исто така, што си ти всушност, тоа филмски режисер. Ме интересира како стоиш на тоа поле, што се случува таму? Не стојам таму. Лошо стојам таму. Веќе 8 години сум и абсолвент на факултетот за драмски уметности. Чекам да се појави таа можност да дипломирам со игран филм, што и тоа ми беше намер уште на самиот почеток кога ги запишував студиите. Во последните неколку години активен сум како продуцент, што е некако природно со менторството на многу мои студенти. Јас сум и продуцент и консултант во дел на сценарио, во дел на самата режија, а како скала тука стоим и како продукција, видеопродукција која може да помогне во реализација на тие филмови. Навистина тука сме имале супер успешни приказни. Но во делот на моето авторство јас сум во процес на игран филм. Во моментот сме во предпродукцијски активности. Се работи за игран филм со наслов Отров, како метафора, нели? Ќе видиме што тоа представува. И верувам дека ако не ова есен, ако не ова пролет, можеби есента во следната година ќе почне и со снимање. Сите оние креативни зафати од кастинг, сценарио, локации за снимање, сето тоа е скоро веќе и завршено, така да само се чека стратешки најдобрата позиција. Тоа е пред се моето време, времето на останатите луѓе од тимот на филмот, али ќе се случи прашање нели на време. Секако тука и фотографски сум активен, некогаш и пасивен, така да тука некаде гравитирам во филмската уметност во моментот. Со фотографијата, некоја изложба во најава, нешто? Јас сум во еден постојан процес на еден проект кој се вика Тркалезни форуми. Тоа е проект кој не сметам дека ќе го затворам како циклус. Тој започна 2016 година да се разви, постојано некако ја менува формата. Имаше неколку јавни представувања самостојни, но никогаш не се случило самостојно представување во Скопје и верувам дека и тоа може да се случи годиниве кои ни предстојат. Тоа е еден проект кој првото остварување го имаше во Берлин со самостојна изложба.
Во Скопје се појавил неколку пати, али како групни поставки, 3 до 5 фотографии, али целата колекција од 50 или повеќе дела, се уште не сум се охрабрил, ете така ќе кажам, да ја представам пред домашната најкритичната публика. Така. Малце излеговме од образование, но сите теми наметнуваат повторно, можеби да се вратиме. Ме интересира повеќе, може малце и на во филозофска смисла, да те прашам, како ја гледаш ти иднината на образованието општо? Овој сега сегмент на дигитално образование што е доста активен. Сите тие курсеви, пак ќе збориме ли критички? Ајде да продолжиме. Ќе завршиме на крај со мотивација и со позитивно, но уште може малце уште критика. Пред малку нели зборувавме која е предноста на формалното образование. Предноста е непосредната практична комуникација со студентите. Како тоа може да го реализираме? Како тоа може да се реализира онлайн? Или како тоа може да се реализира преку туторијали? Туторијали е фантастична работа за вовед, по било која тема. За вовед, или ние веќе длабоко сме нурнати во одредена професија, па нешто да специјализираме, да најдеме некој нели серијал на туторијали или некоја онлайн настави. Тоа е одлучно за некоја дообука или за нешто како запознавање, како вовед. Ама да изучиме професија која утре сакаме да се бавиме, па токму тоа е, како што кажав, е предноста на неформалното образование. Да дојдат и да работиме практично. Ние во нашата школа повторно ќе дадам еден пример. Ние имаме онлайн настава исклучиво за студенти кои имаат здравствен проблем. И им е дозволено тие денови или недели да ја следат наставата. Ама кога докторот ќе каже дека добро се чувствува, треба да дојде на настава. И гасиме камера. Наистина сме премногу строги во тој дел. Затоа што се губи смислата, мислам вредноста на материјалот паѓа. Тај да јас тука сум против оваа форма на образование, барем во технологијата во која денеска сме. Можеби во некоја блиска иднина каде што некои технолошки работи ќе се променат, јас сум сигурен дека ќе се промени. Но сега со овој интернет и со овој начин на комуникација, со овие платформи за комуникација, нашето образование, не велам некое друго, јас се исклучиво зборам за образованието со кое ние се бавиме, тоа е дизајн, не е возможно. Затоа што еден моден дизајнер се образува во модно ателје. Тука има машини за шиење, има маси за цртање, има даски за пеглање. Тоа не може да го направи со маус на јудер. Нели, не е возможно. Но супер е да чуе некои нови информации, тековни што се случува во модната индустрија. И исто визуелни уметности. Работиме со камера, со светла, со микрофони и мора студентот да дојде таму да го скрши кабелот, да му падне светлото, па да викаме, да урламе, да се смееме, нели, да научи како стативот се крева, се спушта, кај се пушта камерата. Мора преку практично. И тоа е, пак ќе кажам, тоа е предноста на неформалното образование. Многу е лесно да се скриеме позади камери и да снимаме туторијали. Прелесно е, али тоа е тоа што преска го зборувавме, само ако сакаме ние да правиме пари. Ние сакаме да правиме пари, да не се разбереме погрешно, но истовремено да веруваме во нашиот продукт, да даваме вистински вредности, а не се срамиме од нашиот продукт. Гордо збориме за нашиот продукт. Мене тоа ми е многу битно. Многу битно. Колку и да е нескромно, јас сакам да стојам позади тоа што го создавам. Каков одговор мислиш дека ќе имаат традиционалните факултети на се ова? Се спомнуваат некои двегодишни студии, некоја контраофанзива од таа страна? Како гледаш на тоа? Дали ќе има некој одговор или ќе... Па контраофанзива звучи како ние да сме во некоја се наметнува таа слика, тоа него не спомнавме, но нели цело време так, тоа прашањето, како што зборевме, општо прифатено градско, како ние академија, факултет. Ние си помагаме, мислам, ние сметам дека формалното образование и факултет, јас сметам дека е многу важно и многу супер. Затоа што гледам дека еден тренд, помеѓу исто така твојата генерација или генерацијата со која јас многу често имам контакт, постојано гледам еден тренд на омаловажување на вредноста на формалното образование, тоест на универзитет или на факултет. Јас сметам дека е многу битно. Јас сметам дека тоа е најневеројатното и најубавото
најубавиот простор, најубавиот временски, како кажам, животен период. Значи, тој нетворкинг што се случува на факултет, не може на ниедно друго место. Тоа е најширокиот нетворкинг простор што ќе го имаме во нашето искуство. Секако и академиите во однос на физичкото образование исто така нетворкингот е многу важен, нели, во тој контекст. Малтене сите професори што предаваат, сите ментори што предаваат на нашата академија се професори кои јас сум ги запознал за време на студирањето мое, или колеги кои заедно сме студирале. Јас да не сум бил на тие факултети, ја немало да ги запознам сите тие професори, сите тие брилјантни умови кои денеска предаваат во нашата школа. Така да факултетот е за мене супер ствари, мислам дека е погрешна тенденција што се вели, нели, дека не е потребно, може само со академија се, да, може, ама има други вредности. Не е само тој, повторно доаѓаме до тој аспект на што помалку време, што помалку отпор и ја да влезам во индустрија. Ќе земам една повторно една критичка анегдота. Јас имав баш еден пошто имаме една акција, доделуваме стипендии, имавме една ситуација каде што тоа се интервјуа, разговори, значи се прават интервјуа и за време на тоа интервју кандидатот има и простори да постави некое прашање кон нас, нели? Има таа можност, пошто се сретнува со нас, со ментори, со дел од луѓе од школата и така натаму. И имавме едно прашање од една девојка и вели, а колку време трае вашето образование? Колку време трае вашата академија? Ние велиме по 10 месеци активно. И вели, па јас ќе одам ваму затоа што таму трае 6 месеци. Како да е нашата инекција, сега ќе земам малце од корона речника, нашата да действува после 10 месеци. Знаеш, као на другата школа за 6 месеци действото ќе почне и за 6 месеци ние ќе станеме дизајнери. Образованието трае цел живот, нема тука месеци, нема 6 месеци, 10 месеци. И после нашата академија ние ќе помогнеме да се влезе во индустрија, но образованието мора да продолжи. Јас се уште се образувам. Сите мои колеги што се брилјантни умови, секој ден се образуваат. Нема крај, нели? Така да, не знам дали што беше прашањето. Искрено се изгубив и јас во моментот. Прашањето почна од таму каков ќе биде одговорот на традиционалните. Така. Да. Дефинитивно сметам дека тоа беше не треба да се гледаме како конкуренција, ние се надополнуваме едни на други и соработуваме, што е многу важно. Ние во нашата школа имаме десетици универзитетски професори. Така да ние не гледаме никаков конфликт на интереси и од приватните и од државните универзитети. На крајот од денот и деканката на Европски универзитет Гордана Вренцовска предава кај нас затоа што го гледа како придонес кон самата индустрија. Воопшто не го гледаме како конкуренција, соработуваме едни со други. Но дефинитивно сметам дека формалното образование, барем повторно ќе кажам, е многу битно, ние постојано зборуваме во рамки на креативни индустрии, да не разберат гледачите дека зборуваме од аспект на право или медицина. Таму има други правила кои навистина не ми се познати, но од аспект на креативните индустрии сметам дека формалното образование може да го намали времето на едукација. Еве на пример, мене ми колку и сега шарлатански малце ќе прозвучи, ама мене 4-та година стално ми било вишок. Нели, стално ништо не се случило во 4-та година. А стално по 1-та година е превоопштено, што можеби е потребно, ама не во таков формат како наши. Јас сметам дека 1-та година на факултет е многу битна да биде превоопштена дури и да не се опфаќа некој материјал. Ја забележувам еден проблем кај нас, или ајде да не зборуваме за проблемот, да збориме за решението, а решението мислам дека 1-та година треба да биде да научиме да пишуваме, да научиме да читаме, колку и да звучи ова, збориме за 1-та година факултет, ама не да пишуваме, туку да изразиме став, да научиме да размислуваме критички, да научиме да истражуваме, што е многу битно. Па потоа почнеме да се бавиме со тоа што треба да го учиме. Повторно ќе кажам во рамки на креативни индустрии. Така да сметам дека тука треба повеќе време да се обрне. Зошто и од каде го кажам, од каде е искуството? Па сигурен сум дека ќе се сложиш со мене и гледачите,
на некоја јавна трибина, јавен настап, кога после јавната дебата или панел дискусијата, дали публиката има прашања, или на некој предавање, отворено предавање на факултет, Никогаш. дали студентите имаат некој прашање, као никој нема прашање. Никогаш. Знаеш, од каде е тој страв или од каде да немаш прашање или да немаш став, дури не мора прашање, можеш да влезеш со некој друг аргумент или со твоја размисла на темата која може ќе биде испротивна на панелистот или професорот или значи тоа фали, многу фали да искажуваме ставови. А преку искажување на ставови се раѓа и да ги пробуваме тие, да ги тестираме тие ставови. А што тоа значи? Па тоа значи јас имам идеја за подкаст, ајде да пробам да ја правам. Нели? Тоа е тоа што сметам дека можеби треба да се воведе, а можеби нешто треба да се одземе. Али тоа е само моje мислење. Некои луѓе јас верувам дека подобро ја познаваат оваа динамика и работа, секој почит, но дека потребни се некакви измени, потребни се. Можеби не овие што јас ги наведов сега. Но некакви се потребни. Би се согласил сигурно. Спомнавме креативна индустрија, ме интересира технолошкиот развој во креативната индустрија. Како гледаш ти на тоа? Ако претходно имало некој став дека можеби ова се што спаѓа под вештачка интелигенција ќе наштети на други професии, дали би се согласил со мене дека можеби највеќе удари сега по креативната индустрија и по нас како креативци, бидејќи голем дел од мојот ден јас го посветувам на креативна работа, исто и ти, веројатно целосно и повеќе време од мене, повеќе години. Со самата вештачка интелигенција, ChatGPT, доста голема штета можеби направи на копирајтери, луѓе кои пишуваат текстови, креативни, сите алатки за графички, AI. Како гледаш ти на тоа? Дали да зададе удар вештачката интелигенција, технолошкиот развој на некој начин што ја води истата на креативниот сектор, или тоа е уште еден пријател што може да се фати под рака? Вештачката интелигенција е супер забавно освежување. Јас стварно го уживам тоа што се случува. Јас сметам дека може многу да помогне во продукцијска смисла, да ги поедностави процесите да станат побрзи, да станат поекономични, да станат поеколошки дури. И тоа за мене е супер забавно. Иако има еден феномен што го забележувам во Next Generation, а тоа е као некоја одбивност од вештачката интелигенција. Барем ќе кажам повторно во нашата индустрија, пак као нели јас ја создавам илустрацијата, зашто он да ја создаде, јас ја создавам фотографијата, зашто што ми е многу чудно, затоа што таа генерација е компјутерска генерација, али најверојатно тоа е природен отпор на нешто што е тренд. И ја мислам дека тука го поврзувам, пошто секогаш критичниот ум на тоа што е ново и тренди секогаш има некоја прва одбивност и тука ја највеќе го поврзувам. Јас сметам дека сите критичари на вештачката интелигенција ќе бидат не само конзументи, туку ќе постојано ќе биде алатка. Јас, како што кажав, сум многу возбуден од причините кои ги набрав. Но вистина ќе ми олесни многу процеси. Техничките процеси сметам дека се учат, но идејата е нешто што е драгоцен, идејата е нешто што го носиме. Тоа е само алатка, тоа е само помагало. На вистинските креативци, на вистинските копирајтери, на вистинските дизајнери, на вистинските илустратори, тоа не може да биде препрека, тоа е само алатка. Не може да дојде некој што се занимава во некој сектор, се занимава со спорт или со правни науки да дојде и да стане дизајнер. Повторно тие ќе бидат наши алатки. Ние ќе ги користиме. Нема да дојде некој друг од друга индустрија и со Midjourney или со ChatGPT и ќе почне да создава. Ние ќе ги користиме. Тоа нас ќе ни помогне. Не може да не замени. Апсолутно не ме плаши. Како што кажав, многу пати сум супер возбуден и некои процеси ќе ги олесни. Значи ја гледаш како наш пријател? Апсолутно. Но тука се зборуваме од бизнес аспект. Од цивилизацијски аспект сакав и тоа да го отвориме како малци како цивилизацијско прашање. Тука е фама, дали ќе не тука имам ќе не надмудри во некој момент. Тука имам вака сега нели повторно едно
примитивно дилетантско размислување, тука сметам дека ќе направи бели. Ќе направи бели самите социјални медиуми, гледаме што ни прават, колку не оттуѓуваат, нели, социјални медии, напротив социјално не оддалечуваат, а велат дека имаат цел да не сближат. Мислам дека тука ќе направи штети. Во која смисла? Поопшто цивилизацијски, можеби ќе се помалку ќе размислуваме креативно затоа што ќе веруваме дека некој друг ќе ни го реши проблемот, а тоа ќе биде технологијата. Се помалку ќе имаме потреба да се собереме и да го решиме проблемот затоа што тоа ќе го направиме на компјутер и можеби нема ни требаат 5 луѓе, можеби тоа ќе го направам јас самиот со компјутерот. И повторно се помалку и помалку ние ќе, нели, се повеќе ќе се отуѓуваме и се повеќе ќе се осамостојуваме заедно со некоја ваква машина или слична на ова, а тоа од социјален аспект, нели? Значи таа антисоциализација гледаш како цивилизацијски проблем во иднина. Апсолутно. Дефинитивно. Јас се согласувам. Мислам дека од тој аспект е доста поразителна иднина, али од аспект на креирање, затоа има две вистини во оваа приказна, од аспект на креирање дефинитивно ќе многу процеси ќе олесни. Така. Се приближуваме кон крајот на овој разговор негде. Тоа што искрено би сакал за крај да те прашам, како еден успешен предприемач, креативец и сите титули други кои ги набројавме, кои се лепат од твоето име, кои се императив за секој млад човек. Јас тоа и приватно ти го кажав дека доста работи ти што ги правиш се ми се инспирација, мотивација или како и тоа да се нарече, се угледувам на тоа. Би сакал човек како тебе за овој крај, дали би можел да една порака за младите луѓе кои стремат да направат нешто, да се бават со нешто, некоја храбрувачка порака. Дали би сакал да споделиш некој твое размислување кое во насока да не охрабри, еве јас се ставам пак тука заедно со сите. Прво ти благодарам што спомна како успешен, ти благодарам за тоа, сметам дека тоа е премногу рано да се дефинира, што е успех, нели така и го почнавме разговорот, баш убава парабола направивме. Премногу е рано тоа да го дефинираме, пошто барем јас лично се уште се чувствувам многу млад и тек почнуваме да развиваме еден куп други идеи, желби, нели. Што е пораката? Па дефинитивно мислам дека споделивме и многу пораки во теков на разговорот и ако можеме да направиме повторно на парабола наназад, пораката би била да ги пробуваат идеите кои ги имаат. Мислам дека пак ќе потенцирам, идејата само по себе апсолутно не значи ништо. Многу е важно дека секоја идеја е остварлива, да го следат тоа што сакаат да го прават. Тоа сметам дека е најбитно, да пробуваат, да експериментираат различни професии, различни хобиња, различни ритуали кои ќе им помогнат да го најдат тоа што сакаат да го прават. Зашто мислам дека тоа е можеби најголемата порака што можам јас да ми ја споделам, а тоа е да го прават тоа што сакаат да го прават. Колку и да е тоа им изгледа невозможно од економски придобивки, колку и тоа да е, нели, помеѓу народот професија од која нема живот, нема пари. Напротив, секоја професија има пари. Јас верувам дека постојат само луѓе кои сакаат да работат и луѓе кои не сакаат да работат. Многу во тие луѓе кои не сакаат да работат има луѓе кои не ја пронашле професијата што ја сакаат. И тоа е најголемиот нивен проблем. Значи да го пронајдат тоа што сакаат и да постојано да пробуваат, нели, да останат доследни на тоа што сакаат. Тука треба да водат и битка дома со нивните, да издействуваат таа битка, да студираат тоа што сакаат да студираат, не тоа што е тренд, не тоа па најмалку.
Ја дури советувам повеќе подобро да послушаш родителот што мисли отколку што е тренд на пазар. Тоа што е тренд на пазарот не значи дека ти го сакаш. Што ти ќе бидеш просечен, подпросечен за разлика од некој тоа што го сака. Сега IT, нели, најпопуларната, најсупер платената професија. Ма ја не сум IT. Јас сум нешто друго и треба да го пронајдам тоа, да вложувам таму и сигурен сум дека тоа е еден пат до успех, пат до среќа, пат до добра економска стабилност, а сето тоа и добро здравје и во живот. Така. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам многу за довербата да дојдеш тука, да снимиме еден подкаст. Тоа неизмерно многу ми значи. И се надевам дека нема да биде и наше последно гледање. Јас уживав во овој разговор и во претходниот приватно кој го имавме. Така што можам само да ти се заблагодарам. Доколку имаш нешто за крај исто така би сакал да кажеш. И тука може и да завршуваме. Георги, фала ти за довербата исто. Ова беше стварно тежок предизвик за мене, иако цел живот само зборам, али ова беше дефинитивно еден од потешките предизвици. Просто не успеав цело време да ја пробијам и тремата која ја имам за тоа што чувствувам некоја одговорност, посебно на гледачите на кои ти им се обреќаш. Така да фала ти за просторот, за можноста и фала ти за ова председ, ова што го правиш и за сите наредни гости кои ќе ги донесеш и кои ќе ги гледаме и слушаме и ќе се едуцираме сите заедно. Така да фала ти. Фала ти на тебе уште еднаш. Тоа е тоа за овој подкаст. До следно гледање, пријатно.